Здруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кочани ја одржа детската поетска работилница "Каде е таткото во поезијата". На работилницата зедоа учество ученици од основните училишта од општината, членови на литературните секции, а во текот на работниот процес ги придружуваше и писателот за деца Киро Донев. Активноста е со подршка на Министерството за култура на Република Македонија преку нов културен бран. Целта на оваа работилница, поетска работилница денес, која што ќе се одвива во неколку блока, е пред се да се запознаат децата со поезијата за деца и за млади, а пред се да се стави акцент на мотивот за таткото во поезијата. Односно, знаеме дека најчесто кога ги обработуваме песните, најчест мотив е мајката, природата, татковината, а многу ретко се споменува или се среќаваат песни каде што основен мотив е таткото во поезијата. За тоа како настанува една поетска, односно една детска песна, го поканивме нашиот познат писател за деца и млади Киро Донев, па тој со својо објаснување и како настанува песната денес ќе им се представи на младите ученици. Работилницата беше составена од неколку делови. Најпрво присутните преку краток вовед се запознаа со поезијата за деца во Република Македонија, а беше представено и творештвото на писателот Киро Донев, кој оваа година одбележува јубилеј 50 години творештво. Денеска имам честа да другарам со моите млади пријатели од Кочани, град кој има една традиција за негување на сите уметности, особено за литературата. Овде сум јас чест гостин и затоа се чувствувам и како да сум дома. Имам многу читатели, а поводот е 50 години од моето творештво, еден мал јубилеј славам, 50 години од моето творештво и 70 години од животот, односно 50 години другарување со најмладите љубители на литературата. Знаете, јас мојот работен век го минав, јас сум инаку по професија просветен работник, завршив учителска школа книжевност. Меѓутоа, место со дневникот во рака, една година сум бил учител, потоа се префрли во редакцијата Детска радост, како млад новинар, ме зема Видое Подгорец под свој закрила и работев во списанијата за најмалите. Значи, на некој начин дневникот го заменив со перото и на свој начин ги воспитував децата. Писателот за деца Киро Донев пред присутните зборуваше на тема што треба да содржи една детска песна и на што треба да се обрне внимание. Во рамките на третиот дел се одржа трибина на тема "Каде е таткото во поезијата". На крајот од средбата учениците, членови на литературните секции од кочанските основни училишта, читаа песни претходно напишани на тема "Татко".